Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам по улиците на убавиот Берген да видите како луѓето си ја почитуваат својата традиционална градба, како дворовите не им се исциментирани и како куќите им се направени од природни материјали. Чи нема подобро решение за еден град отколку куќи кои што се направени од природна градба, кои што дишат, кои што не ја загадуваат околината и секако дворови кои што не се преоптоварени со цемент. Еве, скоро секој двор, како што гледате позади мене, ова се дворови. Еве, уште едни дворови околу мене. Се дворови кои што не се оптеретени со цемент, односно земјата диши и го прочистува воздухот. Значи, еден од главните фактори на загадување, а кој што не ви го кажуваат, тоа е бетонирањето или цементирањето на вашите дворови, на вашите улици, на целокупната ваша околина. Таму каде што има цемент, во голема количина, во голем процент, таму не може да има чист воздух, затоа што едноставно нема од каде да дојде тој чист воздух. Јас често зборувам на таа тема, а тоа е дека чистиот воздух доаѓа од почвата, односно од земјата. Тоа се работи кои што ги кријат од вас, работи кои што не ви ги кажуваат. Па да одиме сега малку да ви го покажам и градот и уживајте во прекрасните градби, во прекрасниот град Берген. Се надевам дека ви се допадна градот и ако приметивте, скоро сите куќи се направени од природни материјали и тоа е примерот кој што можеме да учиме и секако треба да ги земеме позитивните работи од овие земји кои што се развиле во еколошка свест. И се надевам и беа убави куќите, се од природни материјали. Бетон скоро и да нема, голем дел од патиштата се само тампонирани и тие имаат најдено решение за патиштата на тој начин што имаат купено машини кои што ги тампонираат патиштата, па така не вложуваат во асфалт, туку вложиле во машини со кои што ги одржуваат овие тампонирани земјени патишта. И така, ајде сега малку и да однесам во природа, го видовме градот, сега малку да видиме преубавата норвешка природа.
благодарам што го изгледавте и ова видео. Не заборавајте да се претплатите, да лајкувате, да ме ги споделувате видеата, со еден збор да ме поддржите. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро на овој свет и се гледаме.